Со издржана национална стратегија, а не со адхок решенија, може да се препознае и сузбие меѓуврсничкото насилство, кое е во експанзија, тврдат експертите. Национална стратегија значи подразбирање на сите чинители кои што се и од научната фела и од оние што се практичари да се повикаат и секој од свој аспект да направи, да даде свој придонес и тогаш ќе може да зборуваме за вистинска стратегија. Сега има некои адхок решенија кои што за жал не даваат секојаш резултати за кои што треба да дадат. Што треба да се превземе и со кои мерки врсничкото насилство да се искорени? Многу малку се посветува внимание на воспитниот процес, а тој е круцијалниот. Зашто децата денеска снимаат кога се случува насилство, а не помагаат? Затоа што емпатијата е изгубена. Затоа што не сакам да звучи прегрубо, меѓутоа развиваме егоисти, индивидуалци. Тоа се наметнува и самото општество. Нема остра граница каде завршува улогата на наставникот во педагошка смисла, а каде започнува родителската одговорност во училишните активности. Потребна е постојана нивна надградба за нови сознанија од сите области, а пред се сајбер просторот, тврди нашиот соговорник. Дали знаат некои новитети, да речеме? Што значи ПАВ? Гледате кај вашето дете горе десно напишано ПАВ. И сега велат да ние знаеме се за насилство. Ама ве знаете ли што значи не? Тоа значи parents are watching. Тоа се некои постојани сленгови новитети кои што децата ги знаат, но не ги знаат наставниците, родителите. Затоа сме ние тука кои што во континуитет ги следиме тие. Ние сме на некој начин, бидејќи се занимаваме со таа проблематика, повикани да помогнеме во тој дел. Еден од факторите за сузбивање на врсничкото насилство е негување на менталното здравје. И насилникот е оној кој што има проблеми со менталното здравје. Тој го прави тоа затоа што има некаде потреба да истакне дека е моќен, дека е силен, за да компензира од некаде каде што ја немал таа моќ и таа сила. Така да некако, знаете како имаме еден магичен круг на насилство, каде што оној кој што е жртва на едно место, станува насилник на друго место. Сет на мерки се на располагање на менаџерските тимови на секој училиште, меѓу кои дел од мерките се повикување на жртвата и на насилниците, ако смеам така веќе да кажам, нивните родители, се преземаат работилници во континуитет, за да се избегне повторувањето на случајот. Во училиштето постои тим за превенција од насилство, кој работи согласно можностите, законските можности на училиштето. Затоа, денеска во Штип се одржа трибина на тема препознавање и превенирање на меѓуврсничкото насилство, каде пред представниците на училиштата и родители, експерти од оваа сензибилна област и универзитетски професори укажуваа на можните решенија за превенирање од врсничко насилство.